Дечки, сега треба да започнеме со часот за прво оделение, односно математика. Еве нашата наставничка, полека се движи, се приближува. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. 10 чекори треба наставничката за да дојде до нас. Здраво, наставничке! Здраво! Добро утро на сите или добар ден, во зависност од тоа кој кога станува. Да. Јас сум наставничката Маја Велич од основното училиште Гоце Делче во Лисиче, општина Аеродром. И сакам да ги поздравам, може да ги поздравам. Секако. Да, секако. Така, да ги поздравам сите, значи, ученици во цела Македонија. Сакам да ги поздравам моите колеги, директорката и најважно, моите ученици од трето 3 оделение. Одлично! Ученици, сите пред телевизори, наставничката е овде. Така. Денеска ќе започнеме математика, најпрво со една игра. Не знам вие дали сте ја играле. Сол бибер. Не, јас никогаш не немам играла. Не знам за Кога која сте игра биле се мали. работи. А може да Не? ни да не подсетите, може Да, сме ја вака. играли. Таа игра се игра на тој начин што ќе правиме чекори. Односно, не се цели вака чекори, туку ќе одиме, велиме, со стапало. Аха. Значи, кој од вас ќе сака со мене да работи, да ја играме заеднички играта? Може Марија, да сакаш пиете? Ајде, може. Ајде. Кога правиме, значи, кога чекориме со стапалото, велиме сол, Сол, добро. вие кажувате бибер. Бибер. Сол, Бибер. сол, Бибер. сол. Ајде. Бибер. Сол. Победник е оној кој ќе го стапне, значи другарчето. Така. Така, денеска работиме математика, дали ќе може да пуштиме со математика за прво оделение? Овде десктоп, добро. Математика за Математика за прво оделение. нестандардни мерни единици. Чекајте, јас. Вака. Ето така. Денеска работиме за нестандардни мерни единици. Што ни значат нестандардните мерни единици, а што е разлика меѓу нестандардни и стандардни мерни единици? Сите имаме дома. Или кога одиме во училиште, линијари, со кои што можеме да измериме, велиме, одредена должина, ширина, без разлика дали на маса, на столче, на табла и така натаму. Денеска имаме јаже, кој што е со одредена должина, нели? Ова јаже за што ни служи? За скокање. За скокање, така, одлично. Имаме неколку стапчиња. Јас овие стапчиња ги земав од моите орхидеи дома, со кои што си ги подпирам орхидеите. Значи, имаме едно картонче и дали може би тука во студиото има, еве, може и цевка да ни послужи, или пак некое моливче. Или дрвена боичка. Може би ќе се најде моливче. Так. Нема потреба, значи, овие... Маркер. Еве ги, да. Знам дека некаде си ги чуваме. Ето Еве, така. ви изберете си што сакате. Така, значи сите овие предмети кои што ги гледаме ни представуваат нестандардни мерни единици. Што тоа значи? Тоа значи дека со моливчето треба да измериме должината на клупата или пак ширината на клупата. Со цевката треба да ја измериме должината на клупата и ширината на клупата. Значи, мериме со нешто со кое што немаме мерна единица, значи сантиметри, милиметри, метри, за да знаеме колку нештата се долги или пак широки или пак високи, нели? Кога мериме со цевче, мериме за да видиме колку цевчиња ни е долга клупата. Да. Кога мериме со стапче, мериме колку стапчиња ни е долга клупата. Така, да. Нестандардни мерни единици исто така представуваат прст, педа, лакт, стапало, со кое што игравме играта, и чекор. Овие мерни единици се многу интересни кога се играат игри со децата исто така. И овие нестандардни мерни единици, прст, со кој што ќе измериме колку прстиња детски е долга клупата. Колку педи, значи како педи, мериме од палецот до малиот прст,
колку педи ни е долга или пак широка клупата. Ете така. Лакт. Кога мериме со лакт, мериме од врвот на лактот до средниот прст. И на тој начин мериме колку лакти ни е долга клупата со стапало. Мериме, можеме да измериме, можеме и колку ни стапала ни е долга и масата или пак ова Или тепиче. да. И колку чекори имаме, например, еве започнавме и така, колку чекори мене ми беа потребни за да пристигнам од едниот до другиот дел на студиото. Да. Денеска имаме една задача каде што треба да измериме со прст, педа и лакт колку ни е долга оваа ваша клупа. Ајде да видиме сега. Вие ќе мерите, а јас може ли да запишувам? Може. Може. Започнуваме со прст. Може. Еве. Кој ќе мери од вас две? Еве ќе измерам Ајде. јас со прст. Ајде. А потоа Марија со педа ќе ни мери Важи. колку педи ни се потребни за да и да видиме кој од овие ученици ќе ја добие точно, кој ќе го добие точното решение, значи Пестри педи. да видиме дали и двете ќе добијат и какви мерни единици нестандардни ќе добиеме. Многу прстиња, нели? Многу. 91, 92. 92. Ајде сега со 92 педа да видиме. Ајде. Со педа вака. Ќе измериш? Една педа. Ќе измерам, да. Ајде. Еве, вака. Вака треба? Е така. Ако Три. сте левак, да. 4. 5, Јас сум и левот. 6, 7, 8, 9, 10. 10. А со лакт кој ќе измери? Еве ќе измерам јас. Ајде. Значи 10. Лактот го поставуваме од вака, од лактот средно прста. Значи 1, 2, 3, лакт е 3 и 1/3. Еј, почнавме и со дровки. Така, значи, сега да видиме. Што мислите вие? Кој од вас го доби точното решение на Па оваа сите го задача? добивме. Сите. Сите. Не е така затоа што е сепак нестандардно мерење. Така. Кога мериме со нестандардни мерни единици, секоја мерна нестандардна единица ни представува различен начин на прикажување на податоците кои што ги добиваме. Така? Да. Значи, за прст ни беа потребни 92 прстиња од лина. За педа ни беа потребни 10 и за лакт ни беа потребни 3 лакта на лина и 1/3 од незиниот лакт. Е сега, да видиме. Сега земи 2 стапчиња со иста должина и измери колкава е должината на клупата. Да видиме кој од вас ја доби точната должина на клупата. Што е важно? Важно е секогаш да имаме, кога мериме со нестандардни, да имаме иста должина и на нестандардните мерни единици. Значи на предметите кои што ги користиме. Мора да бидат со иста должина. Ајде еве прво, Лина нека измери Ајде. колку стапчиња е долга мерењето на Лина, колку стапчиња е Едно. долга клупата. 2 стапчиња, па мислам дека ќе бидат 3 стапчиња. 3 така. стапчиња. 3 Точно стапчиња. 3 стапчиња. Ајде сега Марија да измери. Со Ајде. истото стапче? Со истото, може и со тоа другото, и тоа другото е со иста должина. Да, со иста должина сам. Едно. Опа. Ова се скрши. Добро. 2, 3. 3 стапчи. Дали сега знаеме за што станува збор во оваа задача? Да, дека Да. ние заради тоа што не стандардната мерен инструмент ни е со иста Така. должина и го добивме истиот резултат. Така. Кога мериме, доколку мереше и
Марија со незините прстиња, можеби и Марија ќе го добиеше овој резултат. Да. Доколку мереше Лина со педа, можеби и Лина ќе го добиеше истото. 10 педи. Доколку меревме со лакт, можеби и Марија во зависност од должината нели на раката, мериме и ќе добиевме истата резултат. Да. должина. Да. Значи, што треба да знаеме? Треба да знаеме дека со нестандардните мерни единици, кога мериме, секогаш тие нестандардни мерни единици треба да ни бидат со иста должина и да го мериме истиот предмет. Сега може ли да одиме на друга презентација каде што за учениците за домашно ќе им зададеме една задача. Опа. И преку приказна, зашто со малите од прво, второ и трето одделение се оди повеќе преку игра, треба да откриеме нешто што кога ќе го прочитаме во оваа приказна. Зошто лавот го боли главата? Ајде да видиме. Ги собра лавот шумските ѕверки. Сака да провери некои мерки. Прашање поставува прво. Колку е далеку она дрво? Тука ги гледаме слонот, мравката, ежето и лавот. Каков е лавот? Горделив. Затоа што мисли дека е во право за се што ќе каже тој како цар на животните. Почнува да мери слончето. 5 чекори, рече слонот. Лавот си помисли, глуп е овој слон, колку еден тон. 100 чекори, кажа Ешко Бешко, ама е овој смешко, помисли лавот. Илјада, рече мравката со страв, ништо не знаеш, рече царот Лав. Лавот рикна и подвикна, леле, колку ме боли глава, ама треба сите, ако треба сите ќе мериме цел ден. Знајте сите, до дрвото има само 10 чекори. Ајде кажете сега кој е во право. Ова е за домашна или ние треба да откриеме? Ова е за домашна, децата да размислат кој е во право. Значи- Може би вие можете да кажете ваше мислење. Па и да им помогнеме нашите другарчиња. Да, да ги поттикнеме. Да ги поттикнете. Така. Значи другарчиња се што треба да знаете кога ќе ја решавате оваа задача е дека сите мирни инструменти се различни, односно вашето стапало, рача и прсте не е еднакво голямо колку прстата на вашиот родител, така да резултатот може да биде различен со ако мерите вие и вашиот родител, но тоа не значи дека вашиот резултат е погрешен. Да. Доволно Што беше значи? оваа помошна Да, страничка? одлично им помогнавме. Сега тие сами треба да откријат и да дознаат кој е во право. Кој е во право? Мислам дека е лесно да се дознае кој е во право. Правиме ние една пауза со право заради тоа што се изморивме малку од мирење и потоа се враќаме со вториот час.